Фани Карамфилова-Пановска останува заменик председателка на СДСМ, а делегатите на денешниот конгрес им дадоа доверба и на новоизбраните членови на извршниот и централниот одбор. Лидерот на СДСМ е задоволен од денешниот отчетен конгрес на кој вели добиле и критики и пофалби, а присуствуваа над 400 делегати. Внатрепартиските тензии и повиците за оставка на Филипче од поранешни високи функционери преовладуваа во првиот дел од конгресот. Филипче повика на обединување на партијата, бидејќи вели дека СДСМ нема простор за внатрешни поделби. Вратата на СДСМ е отворена за сите искрени социјалдемократи, но не и за оние кои сакаат да седат на две столици. Вратите на СДСМ се ширум отворени за секој чесен социјалдемократ. За секој работник. За секој интелектуалец кој мисли добро на државата. Но дозволите ми да испратам порака до оние кои мислат дека може да седат на две столчиња. До оние кои мислат дека може да бидат во СДСМ, а да работат за интересите на власта или да формираат фракции, нови движења и сето тоа само за нивни лични интереси. Тоа време, почитувани присутни, завршува. Денес ставаме точка на разединувањето. СДСМ не е пазар за пазарење функции. СДСМ е армија на вредности. Кој сака да се бори рамо до рамо со нас, добродојдене, вистински, искрено, братски. Но кој планира да не подкопува однатре, кој планира да биде тројански конј на ВМРО или на некои други интересни групи, нека си замине веднаш. Мислеа дека сме на колено. Мислеа, изборуваа дека сме готови. Штото го почнавме? СДСМ се разбуди. А кога СДСМ е буден, тираните не спијат мирно. Пред нас е борба, праведна борба, со знаење, честност и со срце. Затоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е силата која носи промени. Филип Чупати ни за критики за власта, за која вели дека наместо ветините реформи и прогрес, изминатите 2 години направиле грабеж од епски размери. Македонија е во дипломатска изолација со блокирани евроинтеграции, вели Филипче, а СДСМ нема да дозволи увоз на мигранти под превезот на странски работници. Потрошувачката кошничка стана поскапа од злато. Замрзнува цени на хартија, а во реалноста цените дивеат. Зошто? Затоа што се штитат профитерите, а не граѓаните. 1 јануари поскапи се, и струјата, и парното. А Мицкоски не убедува дека сме 4-та економија во Европа. Дали некој се чувствува како да живее во 4-та економија во Европа, денес јавно прашувам. Одговорот сите ние многу добро го знаеме. И додека народот се бори за корка леп, кај е премиерот? Од Давос, глуми светски лидер, прави селфија по ходници, затоа што 5 дена не направи нито една средба. Човекот беше турист и ова не е хипербола. Додека дома државата пука по сите шавови, Мицкоски тера скап туризам, платен со народни пари. Македонија, почитувани присутни, почитувани граѓани, е во дипломатска изолација. Европскиот пат е блокиран, а тие немаат план. Европа не отпиша, Америка не запишува. Наместо во периметарот на САД, со Мицкоски завршивме надвор од кружницата наречена Европа. На денешниот конгрес не присуствуваа ниту Петре Шилегов, ниту Јован Деспотовски, кои последниот период јавно го критикуваат раководството на СДСМ и бараат оставка од Филипче. И двајцата не се делегати, но на конгресот не биле поканети ниту како гости. Владо Бучковски и Димитар Ковачевски пак беа единствените двајца поранешни председатели на партијата кои присуствуваа на конгресот. Со денешниот состанок, СДСМ го заокружи процесот на реформирање на партијата кој беше најавен по локалните избори, на кои СДСМ освои само 6 општини. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.